Дали по Холокаустот, Сребреница, Ерменија ќе доживееме во Македонија да се говори за геноцид. Ова лесно може да стане реалност доколку се прифати платформата на албанците подпишана во Тирана. За неја разговараме со професорката Иванка Додовска. Професорке, добре дојдовте во редакцијата на Телеграф. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Геноцид според дефиниција е планско етничко чистење на еден народ и спаѓа меѓу најтешките форми на злосторство. Дали македонската нација е геноцидна како што некои сакаат да ја прикажат? Па видите, сите ова доаѓа како резултат на една низа на случувања кои повеќе од 2 години ни се случуваат внатре во Република Македонија. На почетокот, колку што јас се сеќавам, говоревме за некакви си кршење на човековите права од аспект на кршење на приватноста на македонските граѓани, особено опозицијата поентираше со 2 битни обвинувања. Едното беше од аспект на употребата на службените прислушкувачки механизми од страна државата и на тој начин воспоставување на контрола или анулирање на можностите на опозицијата. А вториот аргумент беа некои не знам колку илјадници фантомски гласачи. На тој начин оваа криза се генерираше во еден навистина долг, макотрпен процес во кој денеска гледаме дека воопшто не станува збор за тематиката поради која што и се стави легитимитетот на извршната власт, тоест власта предводена од ВМРО ДПМН во 2014 година, која морам уште еднашка да се навратам, во тој период имаше 63 освоени пратенички мандати со кои што ја гарантираше оваа тематика за која што сега говориме, иако тогаш не си дозволија јавно да му искажат на народот се она што нив ги плаши и причината да ја образложат поаргументирано поради која што бара да добијат толкова мнозинство во македонското собрание. Но денеска гледаме дека првичните тврдења на опозицијата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, паднаа во вода, граѓаните не загриза за тој колач, понатаму низата на други побарувања, одложувања на предвремените парламентарни избори и сите други механизми со кои што се користеа во однос на овој период за кој што говориме, од протести до уништување на јавен имот, симнување на политичката култура на најминимално ниво и така натака, сите тие аспекти повторно не донесоа до посакуван резултат, што на крајот веројатно ги доведе во прегратките на одредени интересни групи кои имаат за цел остварување на едно друго сценарио кој што се случува во регионот и која има една малку подлабока и поширока символика, а исто така задира и во некои геополитички поместувања кои генерално го поставуваат теренот на Југоисточна Европа на една, да кажам, повторно фрагилна и многу турбулентна ситуација. Тука, во една констелација се разбира колку е поразединето граѓанството, колку се понебулозни барањата од страна на различни фактори, колку повеќе се меша манџата, да кажам, со различни зачини, толку повеќе ќе бидеме девастирани, ќе се чувствуваме изгубено во просторот и во времето и на крајот ќе бидеме и лесно совладани во ситуација која што се уште не сме соочени со ситуација со која што се уште не сме соочени. Сега, апропо тоа, оваа увертира беше за да дојдеме и до прашањето за македонскиот геноциден код и посебно од практично од личностите или од личноста која што е последно посочено за истото. Прво ќе ви кажам, Република Македонија изобилува со мноштво на квази интелектуалци, со политиканти и со луѓе кои не така размислуваат пред да го искажат јавно искажаниот збор. Истите имаат одредена намера да предизвикаат и да бидат дел од ова сценарио за кој што претходно говорев и да создадат анимозитет кој би довел можеби до некаков конфликт или до некакви поголеми разединувања, кои на крајот од денот штетата ќе ја претрпат сите подеднакво. Нема да има исклучоци во тој бран и ќе видиме и понатаму ова историски докажано дека сите вакви процеси на крајот завршуваат особено лошо по оние кои што ги прават. Не само што самата осуда историска ќе си дојде со текот на времето, туку и самите тие ќе ги почувствуваат грешките на своите плеки, а
таков е и животниот филозофски циклус, секој еднашка ќе го почувствува сето тоа што се случува. Во однос на незнаењето и прво употребата на терминологијата е комплетно извадена од ракав. Кога зборуваме за геноцид, и вие кажавте, станува збор за меѓународно злосторство кое што се случува врз одредена етничка, национална, верска или расна групација. Намерата е тотално физичко истребување на еден народ, на една група, како што рековме, и такво нешто историски не е возможно да се отвори како дебата во Југоисточна Европа, а камоли да се дебатира за тоа дали треба за тоа воопшто да се става во било каква владина или друга програма. Намерата, ќе кажаме, повторно дојдена од полуписмен човек, кој што навистина не излегол од рамките на онаа национална, некоја си оргазмична, романтичарска представа за себе величината, а тоа го прават обично оние кои што немаат никакво познавање речиси ни за собствената историја, за собствениот народ, бидејќи доколку би знаеле, тогаш би знаеле дека Баликомтар или балистите за време на Втората светска војна беа дел од практично фашистичките структури кои што беа практично дел под команда на Италија, и тие истите вршеа огромен број на злосторства и историски, затоа има специализирани историчари во нашата држава, но и пошироко кои работат на таа тематика и кои што можат многу посоодветно од мене да ви кажат и во бројки, и во фази, кога, каде и што се случувало во тој период. Денеска, во 21. век, ние говориме со реториката на 19. век. И тука е прво најголемата колизија кон која што јас упатувам да се води сметка. Вториот момент се однесува на овие непринципиелни изнесувања на невистини во јавноста, кои што имаат за цел да искажат фрустрацијата на личноста или личностите кои што ја покажуваат на тој начин и својата нелојалност кон државата, непочитувањето кон Република Македонија, едноставно кон поништувањето на мнозинскиот македонски народ, но и на останатите етнички заедници кои што навистина се конструктивен елемент на во мултиетничко и мултикултурно општество. Ова е дебата која што не треба да и се придава воопшто значење и мислам дека и оние поддржувачи на таквите политички фактори би рекла треба да се запрашаат во чии раце ги ставаат своите гласови и својата доверба, бидејќи навистина во 21. век секој нормален граѓанин на Република Македонија има очекувања кои што се однесуваат кон иднината, кон развојот, кон просперитетот и себе реализацијата. Таквата риторика, употребата на невистини, употребата на малверзации укажува само на тоа дека политичката криза и нагризувањето на системот од внатре нема, едноставно представува еден бунар без дно кој што не се знае веќе до каде може да не одведе. Последен пример ние Србија и Босна и Херцеговина се уште не успеваат да докажат дали имало или не геноцид, каде што реално имаше војна меѓу нив, а како ќе го објасниме тоа што се случувало пред 100 години. Видете, например, во однос на Србија и на Босна има навистина сведоштва, има голем број на организации, има голем број на меѓународни представници. Релативно брзо се случуваше. Се случуваше брзо, ние сите бевме на некој начин во тој период сведоци на сите тие настани и видете, например, тоа се навистина големи трагедии кои се говорат за тоа дека човештвото навистина не оди по оној, нели, како се кажува, по оној патокас по кој што нели идеолошки се стремиме или себе си веруваме дека сме таму. Но тоа е прашање на зовриена крв и прашање на одредени идеологии кои што повторно ќе кажам немаат добра намера и воопшто не кореспондираат дури ни со оние кои што тоа го вршат. Ако го погледнеме, например, примерот со Турција и Арменија, вие ќе видите дека и покрај сите усилби, покрај толкуте огромен број на докази, покрај се што е направено во однос на разрешување на барањето, легитимното барање на ерменците за признавање од страна на Турција на ерменскиот геноцид, Турција тоа не го прифаќа. И ќе ви кажам од која причина, од една основна причина. Доколку Турција го призна ерменскиот геноцид, ќе го изгуби членството во НАТО алијансата. Ќе изгуби стратешки многу други моменти кои што полека
и се одземаат од рацете и се префрлаат на Блискиот исток, каде еве ако за пошироката јавност во моментов веќе со години наназад, но во моментот е можно актуелно практично раскршувањето на Ирак и под неговата поделба на 3 делови, практично бришење од картата на Ирак се извинам, онаков како што го познаваме, и на тој начин се создава конечно една композитот на курдската држава, која што за Америка представува многу постабилен и во моментов покорисен стратешки партнер од Турција. И Турција тоа го знае. И овие работи што сега ги говориме, може да се предвидат 10, 15, 20, 30 години предходно. Се разбира, ниедна модерна, современа држава нема да се нафати да влегува во таква риторика или ќе се обидува да ја избегне. Исто ќе биде и со Босна и со Србија. Таквиот тип на докажување и признавање едноставно остануваат за некоја нова ера или за некое време кога можеби конечно човештвото ќе излезе од концептот на националната држава и ќе најдеме некој можеби нов посовршен облик на себе организирање и на државно структурирање. Но во овој момент велам и во овој век, тие прашања се речиси невозможно да се отвараат. Албанските партии, како наводен геноцид, го сметат периодот од 1912 до 1956 година. Докажа, ако се знае, од 1912 и потоа дел од Македонија била под српска окупација, дел под бугарска. Како и сме немале собствена држава. Намерата е крајно лоша. И очигледно е моето лично чувство дека Еди Рама има некој на телефон што му диктира што треба да каже и да направи во моментов. Значи, намерата не е воопшто македонците и Македонија се колатерална штета. Сите ги знаеме статистиките и бројките, сите знаеме како се одвивала оралната историја, како луѓето себе си се поимале во рамките на домашните огништа, но како биле пребројувани и како биле селектирани во однос на етничката припадност. И тоа е една голема тема на која што се работи. Во моментов, таа намера е всушност да се воведе Македонија во директен конфликт со Србија, а после и со Грција. Тоа ми беше прашањето. Значи, дали на ваков начин ќе се воведе во конфликт свесно со Србија? Таа е намерата. Значи, намерата на Еди Рама и на неговите советници, а неговите исполнили практично активни играчи, ги видовме, се сликаа за Божик во Тирана. Значи всушност преку македонците за кои што никој искрено не се заинтересирал, малтене воопшто не ни гледаат на во некаква перспектива, ниту па имаат некои сериозни намери, барем од моите контакти, од она што јас регионално и по така широко го работам, можам да ви кажам дека мојот впечаток е дека ним воопшто не сме на мапата на интерес, декларативни изјави од Моргерини, од Хан и така натаму, тоа е во рамките на дипломатијата, но во суштина не постои некој сериозен план како ќе се одвиваат работите со Македонија. Но затоа Србија е таа која што и понатаму треба да биде казнувана, затоа што сепак е поголем играч од Македонија, реално. Па и поголем играч, но и покажа дека има структурирано меѓународно лоби, покажа дека некои работи не се баш така, покажа и една поголема кохезивност во однос на православниот концепт. Значи и представува сериозна опасност доколку во иднина постојат можности. Се наштетува ли на православниот свет со ова? Да, индиректно да, но тоа е една посебна тема за која што веројатно ќе треба посебно повеќе време да издвоиме, но се разбира тука не застанува приказната. Приказната оди на Црна Гора, за на крај да се врати горе, значи тоест доле на Епир и да се конечно, значи да се отвори онаа најголема болка која што постои во рамките на албанското лоби, а тоа е албанскиот доминантен елемент во тој дел од Грција. Таа е најтешкиот практично залак и за ова концептура, но и за меѓународните играчи, така што кога ќе се скршат овие поситните и помалку битните, тогаш на крајот ќе дојде и православната Грција. Можеби затоа и грчките власти реагираа негативно за платформата, можеби затоа што и нив ги засега. Грција се наоѓа во длабока економска криза, тоа сите го знаеме. Како милениче на Англија, на Франција, на Германија, дојде во една ситуација кога требаше да го плати цехот. Сега Велика Британија гледаме дека излегува од Европската унија, се враќа кон себе си и почнува да го штити својот стратешки интерес и тоа не е случајно.
бидејќи евидентно е дека концептот на Европската Унија се распаѓа по шавови. Ние тука за нас можеби не е толку чудно, бидејќи бевме сведоци на дисолуцијата на поранешната Југославија и знаеме како тоа изгледа, но таму се вложени големи средства, голема енергија во текот на изминатите декади и нормално дека процесот ќе биде болен и ќе треба време да се свати што се случува. Од друга страна, Германија некако го смени својот, исто така, да кажам, концепт на делување и во моментот кога побара Грција да си ги исполнува своите обврски или да порасне, во тој момент всушност почна и тука еден нов процес на меѓународен план, каде што Грција се наоѓа во една многу немирна ситуација, бидејќи истата има сериозна закани од страна на Турција, тука многу работи не се до крај завршени. Трета работа е тоа што таа како привилегирана земја во минатото имаше право да одлучува за кои прашања ќе дискутира во внатрешната, значи за својата внатрешна состојба, а за кои не. Сега тоа се менува и гледаме дека историски докажано дека всушност и проблемот кој што го има со уставното име на Република Македонија не е толку од аспект на негирањето на македонскиот идентитет, колку што во нивната загубеност или прашањето за самиот грчки идентитет и што всушност представува грчкиот идентитет. Ако ги погледнете одредени учебници кои што говорат за времето на големото грчко востание, ќе видите дека во моментот кога Јоанис Каподистрија се обраќа пред народот во Атина, кога објавува дека востанието е завршено и дека тие формираат својата република, тогаш кога се обраќа на грчки јазик, одгласот бил многу слаб, но кога проговорил на албански јазик во центарот на Атина, имало навистина огромен број на овации, што говори дека грубото создавање на националните држави во 19-тиот и во првата половина на 20-тиот век во Југоисточна Европа е направено навистина е прав доказ дека државите се цртани на големата билијардска маса и дека се концептирани не врз основа на оној концепт што го познава Германија крв и тло, туку врз основа на тоа како се одвивале стратешките интереси и како концептот на Европа замислувал одредени своји сфери на влијание. На овој начин, например, во рамките на грчката држава, во рамките на грчкото општество, преку многу доброто образование, многу силно структураната национална образовна стратегија, се успеа да се до некаде да се истисне етничкиот концепт за сметка на големогрчкиот национален идентитет. Но секако, пак ќе кажам како и претходно, исто како и со македонците, така и таму и другите етнички заедници, во случајот албанците, внатре во своите огништа на некој начин успеале да го зачуваат споменот за потеклото или за начинот на кој што од каде што се чувствувале дека припаѓаат и од таму во овие времиња кога се гледа дека таа голема албанска концептура конечно добива својата визура, ова се повторно продолжување на обидите за реализирање на еден проект кој што во догледно време се очекува дека ќе се случи. Така, и моето последно прашање повторно поврзано околу платформата е дали со ова се удира и на Асномска Македонија, на партизаните и на народно-ослободителната борба, ако се знае дека одреден дел на него се однесува на периодот до 56-та година, кога Македонија е дел од Југословенската федерација. Видете, тука постои таа фрустрација, бидејќи навистина албанците кои што беа дел од балистичкото, организирано действување во време на Втората светска војна, се разбира дека по војната има одредени, да кажам, репресии кои што беа вршени од нив од страна на Југославија, една воспитна мерка во однос на тоа како, што и каде, и се градеше и практично како и сите народи народности во таа поранешна Југославија се вградуваше кодот на југословенството и на концептите кои што тогаш беа актуелни. Се разбира дека поединечно можеби имало некои примери кои што говорат за одредени ситуации кои што можеби ги повредило чувствата на албанците и тоа се пренело до ден денеска, па сега има тоа е далеко од геноцид. Тоа е недалеко од геноцид. Видете, нив Тито во бивша Југославија им создаде мала покрајна каде што ги концентрираше за да може да направи од нив практично да ги издигне од нивото на тоа што беа претходно, да речам, на племенско здружување.
Исто така, мораме да бидеме свесни дека кога зборуваме со реториката на историјата, ние како национални историчари, но и како општествени дејци, мора да бидеме што поедноставни и пак ќе кажам, треба апсолутно да се, не само да се игнорира, туку да се отфрлаат како комплетно неважни оваквиот тип на реторики, бидејќи истите служат со одредена цел да направат меѓуетнички конфликт и потпалување. Јас тоа честопати на моите студенти им кажам кога се обидам да им го објаснам процесот на преродбата и создавањето на македонскиот национален идентитет. И тоаш им го кажувам следното: кои се двете причини кои што и најмирниот човек може да стане и да ве повреди, или да ве удри, или да направи физички, да направи поместување? Ако му ја опцуете мајката, или ако му ја навредите државата или националната припадност. Значи, тоа се фрагилните точки врз база на кои што може секој да ве предизвика и ве од најмирен човек седиме на маса, нели, да создаде отпор. И тоа се користи, ова е едно сценарио кое што е добро организирано и кое што ќе има набранови. Допрво јас очекувам дека ќе има нови удари, дека ќе има нови ситуации и така натаму. Она што во суштина се прикрива и што јас лично го забележувам и на извршната власт, го забележувам и на македонските граѓани што се толку толерантни, е тоа што во оние општини каде што има доминантно албанско население, македонското знаме и македонската химна се забранети. А македонските граѓани и помалите други етнички заедници шепотат. Немаат права кои што, например, си ги дозволуваат албанските граѓани, значи македонците со албанско граѓанско национално потекло. Тоа говори за мајоризација на малцинството врз мнозинството и во една нормална држава, каде што навистина функционираат законите и каде што функционира правната држава, таквиот тип на однесување треба да бидат санкционирани и треба да се даде пример кој што треба да значи како треба да се однесуваат, бидејќи законите треба да важат за сите. И јас се согласувам дека секој, значи македонец со албанско национално потекло, кој е лојален на македонската држава, може да претендира и на премиерска позиција, и на председателска позиција, и да ги има сите овластувања и треба да добија поддршката, но само како лојален граѓанин на македонската држава и како почитувач на македонскиот устав. Со квази реторика, со рушење на уставниот поредок, со поништување на правната држава, со племенски начини на функционирање во модерно доба, не можам да ви кажам дека имам позитивен поглед во она што не чека во наредниот период или во блиската иднина. Професор, ќе ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас за поканата.